Добар ден, почитувани, започува магазинот за практично родителство 0+ месеци на телевизија Телм. Денеска ќе објасниме што се покажува крвната слика. Крвната слика е една од најкористените лабораториски анализи во педијатријата, но и во останатите области на медицината. Таа дава корисни податоци за моменталната здравствена состојба на детето, но исто така може да биде извор на информации за можните болести и инфекции кои што се отчитуваат преку нарушените параметри на крвната слика. За сето ова подетелно денешната гостинка доктор Аспазија Софијанова, специјалист по педијатрија. Добре ни дојдовте. Добро ве најдов. Секогаш ми е драго кога сум ви гостин. Мене ми уште повеќе драго што ќе зборуваме за една многу актуелна тема, бидејќи се во ек вирусните инфекции, гриповите, и родителите веднаш кога ќе ги забележат првите симптоми кај своите деца сакаат да направат крвна слика, велат за секој случај. Во кој случај е потребно да се направи крвна слика? Дали е потребно да се прави за секој случај веднаш што детето ќе се разболи? Прво ми е драго бидејќи секогаш разговараме за теми кои што верувам дека народот ќе го интересира, бидејќи постојат различни размислувања околу тоа што е примарно, кој треба да го интерпретира тоа. Родителите нормално со своите грижи околу нивните деца и ние од другата страна, нели како лекари кои треба да пристапиме најдобро што можеме за да им помогнеме на родителите кога се во дилема за што се работи, кога нивното детенце нешто покажува знаци дека не се однесува така како што треба. Именно крвната слика ја споменавте, можеби е еден од, да речем, најлесните начини со кои што сепак само со мало количество на крв, кое што тоа го правиме со мали пиштолчиња и ние на клиника и секаде по приватните и ординации и воопшто и во останатите места каде што може да се изведе истата, и не е еден параметар во кој што ако сепак ја погледнеме и увидиме дека сите работи како што треба, можеме да бидеме спокојни и ние и нормално тој спокој да го дадеме и пренесеме на родителите. Меѓутоа, интерпретацијата на крвната слика, бидејќи имате два дела. Во едниот дел вие гледате практично каква е генералната состојба. Значи, го гледате вкупниот број на леукоцити, кои се одговорни за имунолошкиот механизам, значи дали имаме акутен инфект или немаме. Обично тој знае да биде зголемен кога е вистински инфекцијата веќе најавена, односно веќе постои во организмот. И тоа е еден начин на кој што веќе ориентираме дека нешто со детето не е во ред. Потоа доаѓа нормално хемоглобинот, кој исто така ни укажува за состојбата во однос на исхраната, во однос на неговиот потенцијал да се бори со инфекцијата, некогаш истата знае да варира. Значи хемоглобинот е исто така многу важен, бидејќи тој е еден вид така наречен зацврстувач на имунолошкиот механизам и поддржувач на истиот. И се разбира дека тука доаѓаат и тромбоцитите или оние делови од крвната слика кои се одговорни за коагулација или ако евентуално настапи некое крварење, за кое често пати обично знаат машките дечиња да крваат од носето, па да се ние плашиме дека тоа можда е некој тип на некоја болест, а всушност да биде нормална работа, бидејќи кај машките деца често пати сплетот на крвните садови околу носот знае да биде многу понадразителен, пак се разликуваат од нас женските, и при тоа да тече крв од носот, и за тоа исто така е многу важно да знаеме колкав е бројот на тромбоцити. Тоа е онаа првична слика која ние би ја добиле и која обично излегува во онаа, да речам, најопшта презентација на состојбата на детето. Значи, вкупниот број на леукоцити ни укажува дека ако е мирен, дека сепак организмот веќе си наоѓа начин да се бори. И да детето не е добро, тоа сепак се бори со своите внатрешни природни механизми кои овозможуваат да може да се избори врз одредена состојба. Сега имате и втор дел во крвната слика, кој е можеби уште поклучен и кој што е многу важен за интерпретирање. Вториот дел практично ни укажува дел од параметрите во кои имате едни се неутрофили, кои обично се зголемуваат кога е бактериска инфекција, и другите се лимфоцити, кои обично не се зголемуваат кога е вирусна инфекција, и имате еден дел измеѓу кој ќе ни укаже дека организмот се бори, а кој може да биде исто така и некој алергиски тригер кој може да биде причина за температурата или за одредено неубаво однесување, пак ќе кажам, на детето или наше незадоволително однесување. Така да, сите овие параметри заедно, кога би ги земале во предвид прелиминарно, бидејќи прво брзо излегува од апарат, значи можеме многу брзо да имаме веќе, да кажеме, предвид што се случува со
новороденчето, доенчето или детето и на тој начин веќе да знаеме во кој правец да делуваме. Тоа значи дека родителите не може така едноставно да ја протолкуваат крвната слика, како што објаснивте, има некои параметри кои што стручните лица можат најдобро да ги погледнат и да донесат заклучок. Родителите често инсистираат да се направи и ЦРП, смета дека на таков начин најлесно се прави дистинкција помеѓу вирусна и бактериска инфекција. Дали е тоа точно? Точно е тоа. Ци-реактивниот протеин е еден од маркерите кој исто така е многу важен, бидејќи тој укажува односно ни прави дистинкција помеѓу тие две работи, меѓутоа ЦРП-то е еден параметар кој често пати има еден така наречен задоцнет одговор или се јава обично покачен после 24 часа или обично ни е параметар ако ни кажат родителите дека проблемот кај детето трае неколку дена, тогаш веќе ЦРП-то ќе не упати кон тоа дали одиме во правец на бактериска, односно вирусна инфекција која е истото ниско. Но ако го направиме во почетокот на налетот на инфектот, значи на самиот почеток, често пати вие имате, како што сме сите различни, така имате и различни родители и некои доаѓаат веднаш штом ќе се пројави првиот симптом. Да речем симптом од било каква природа кај детето и тогаш на тој начин веднаш доаѓаат и тогаш може да биде ЦРП-то мирно, а сепак да бидат леукоцитите зголемени. И тогаш мораме да бидеме опресни, бидејќи тоа за 24 часа може да се покачи. Так. И тука треба да бидеме многу внимателни и тука е клучната улога на матичните педиатри. Морам да ја нагласам, бидејќи тие се тие кои што, да речеме, во овој период и воопшто и генерално треба да се, да речеме, онлайн на своите пациенти, бидејќи ако после 24 часа состојбата на детето ние би ги оставиле ако е ЦРП-то мирно, а сепак се леукоцитите малку покачени или белите крвни зрна, еве вака народски кажано, тогаш јас сепак би оставила да се слушнат со својот педијатар и следниот ден да видат состојбата каква е, бидејќи тогаш можда и ќе треба да се направи ЦРП. Во тој случај, ако се високи белите крвни зрна, ЦРП-то е ниско, може да дојде до покачување и веќе да ни укаже дека се изборил колку што можел да се избори организмот со дел од создавање на свој имунитет собствен, што е добрата страна да оставиме барем малку простор самиот организам да се избори, а ако веќе ЦРП-то се покачува, температурата перзистира, состојбата на детето укажува дека е омалаксано, не се чувствува добро, одбива да јаде, тогаш веќе немаме дилема дека ќе треба да пристапиме кон одредена терапија. Така, антибиотска терапија само доколку се работи за бактериска инфекција, за вирусна дали помага? Сме зборувале многу пати, но и уште еднаш да го потенцираме тој момент. Знаете како, велат стравот лозето го чува и често пати се соочуваме ние, бидејќи јас се доаѓам од терцијарна установа и кај нас е приодот сигурно кога веќе работите ќе трнат малку во подруг правец и тогаш ние интервенираме поагресивно, но многу би ни помогнало доколку сепак издржиме некој период, барем да го оставиме детето да се бори само, но да го мониторираме и да бидеме цело време во контакт кога веќе работата, пак ќе кажам, ние под контрола, ама нешто не е како што треба. Тоа значи дека кога би било веќе ЦРП-то покачено и кога треба да се даде антибиотик, тогаш треба да имаме вистински основа за тоа. Значи, покачени бели крвни зрна, значи покачени неутрофили или оној дел гранулоцит или неутрофили, дел кој што нас ни укажува дека дефинитивно е бактериска инфекција и покачено ЦРП. Тоа се три фактори кои со состојбата клиничка, пак ќе кажам дека прво е клиничката состојба, после се е друго, и во оваа прилика ќе нагласам, уште во почетоците кога ја учев педиатријата и во дел од мојата специализација бев во клиничкиот центар Љубљана, и кога разговарав со моите колеги, тие ми рекоа на мене, еве вака, апропо на интерпретација на резултатите, рекоа, не ги лечиме ние резултатите, го лечиме детето. Така, значи, крвната слика сама по себе ништо не зборува без педиатриски преглед. Без добар, затоа велам, дослухот помеѓу пациентите, родителите и лекарот кој што сепак си ја знае работата, мора да биде една заедничка улога во која што и резултатите ќе ни помогнат во клиничката слика за да можеме да дадеме антибиотик, затоа што давањето антибиотик, што велите вие при вирус, ако дадеме антибиотик ќе нарушиме нормалната цревна флора, ќе направиме дополнително уништување на нешто за кое тој антибиотик практично антибиос против живот ќе делува, а каде ќе делува кога нема за што да делува, тој не делува на вирусот и при тоа ќе направиме еден врзан механизам во кој повеќе штета отколку корист.
ама тоа стравот лозето го чува практично често пати прави да се даде некојаш на своја рака или непотребно антибиотик и да ја практично погрешно однесе целата клиничка слика на детето. Во овој дел од емисијата ќе можеме да ги вклучиме и гледачите. 3076-677 е телефонскиот број на кој што ќе можете да се јавите и да се вклучите во програма со прашање кој што поврзано со денешната тема, а тоа е што се покажува крвната слика, на што е се показател. А сега во вториот дел ќе зборуваме за анемијата. Ќе започнеме тука зошто кај бебињата, особено кај 6-тиот месец, педиатрите инсистираат да се прави крвна слика. И што покажува крвната слика во тие моменти? Зборувавме дека имаме неколку делови, значи делот кој што ни го покажува инфективниот аген се кажавме белите крвни зрнце и тие неутрофили лимфоцити кои се одговорни за имунитетот, за инфекциите, за алергиите и така натака. Но што станува со хемоглобинот? Знаеме дека секој детенце кога ќе се роди, односно новороденче, велиме и бараме да биде црвено, да биде сладко и да биде топло или влажно, да има влажност во воздухот, бидејќи тенката кожичка може многу лесно да направи брзо дехидрирање. Велиме да е црвено, а црвено е затоа што хемоглобинот е многу поголем во првите 3 месеци, потоа настапува така наречена физиолошка жолтица, често пати при што се распаѓаат еритроцитите, односно делот хемоглобинот излегува од еритроцитите и настанува така наречена физиолошка жолтица со што и автоматски паѓа самиот хемоглобин некаде до 3-тиот месец го очекуваме и тука би требало да стагнира. Со тоа што добрата исхрана, исхраната кај мајката, доењето, сите тие фактори би требало да влијаат позитивно кон нормализирање на крвната слика, односно на хемоглобинот и враќање на нормал, односно немање потреба да се суплементира така наречено железо кое овозможува практично нормализирање на хемоглобинот и на крвната слика генерално. 6-тиот месец е клучен бидејќи, пак ќе кажам, зависи од исхраната. Зависи од тоа како мајката била претходно хранета, значи дали и мајката била анемична, па тоа истото ќе се префрли и врз детето од една страна, од друга страна како таа се храни од кога ќе се породи, дали внесува доволно храна која содржи во себе елементи на железо и други нутритивни потреби кои се важни за растот и развод на детето и да речеме дел од децата кои брзо растат, исто така брзо и го трошат хемоглобинот и на некој начин пак физиолошки може да падне и тоа ни е еден вид контрола да не треба да евентуално додадеме железен препарат кој е важен бидејќи пак ќе влие и тој заедно со целокупната состојба на детето на имунолошкиот механизам и закрепнување негово брзо, односно инкорпорирање во неговиот раст и развој. Пред да ги вклучиме гледачите, само накратко колку често создаваат овие железни препарати проблеми со стомачето кај децата? Колку често не може да ги пијат и што во таков случај? Затоа приметувате дека јас обично ги кажувам работите во однос на тоа да се обрати повеќе внимание кон природниот начин на исхрана, природниот крајно решение. Значи да може мајката да биде добро хранета кога веќе е бремена, да биде од после исто така со една храна која ќе содржи по природен пат железо и воопшто витамини кои ќе го подкрепат организмот и самиот ќе го стимулираат бидејќи биолошкиот механизам на човечкиот организам е создаден по природен пат да ги прави тие работи. Ова се друго представува повеќе дел од модернизацијата, јас ја велам на некој начин и сметам дека треба колку поприродно да се чува детето, толку подобро и самото дете да зајакне. А иначе железниот препарат може да направи сериозни проблеми на стомачето и при тоа да направиме дополнителни проблеми. Да ги вклучиме гледачите со нивни прашања. Добар ден. Добар ден, вака сакам да поставам прашање, значи имам предвреме родени близначиња кои што на почетокот хемоглобинот им беше многу низок и користеа капки за зголемување на хемоглобинот. Кратко време ги користевме од прилика околу 1 месец и се стабилизираше железото, а сега едниот близнак константно има малку покачен хемоглобин. Дали тоа нешто представува на крвната слика? Така, ви благодарам за прашањето. Предвремено родените новороденчиња се мојата слабост, бидејќи јас работам моделот за интензивна нега каде што ги гледаме и во моментот се радуваме бидејќи имаме можеби едно од најмалите 450 грама кое денеска после месеци нешто се израдувавме кога видовме дека е 520 грама, значи покачило во килажа, што значи грамите за предвремено родените новороденчиња не се исто како кај нормалното новородене кој очекуваме за месец дена 1 кило нели да качи на килажа. Кај предвремено родените новороденчиња посебно близначка бременост, сигурно дека кај мајката капацитетот за давање на својот потенцијал врз близнаците го дели на 2.
и тоа значи дека е физиолошко и повторно тој хемоглобин што бил паднат малку. Меѓутоа, убаво е што примала препарат и што тој се нормализирал. Ако сметавте дека е зголемен хемоглобинот, тоа повеќе би се радувало отколку што би била, да речеме, ако ми кажете дека е хемоглобинот намален, тогаш би ви советувала да евентуално направите контрола и се договориме уште малку да се дава некој железен препарат. Истиот го даваме месец дена и добро што се нормализирало. Некогаш има потреба и до 3 месеци, ама да не се претера, бидејќи па да не стане зависно од тоа. Пак храната е таа која влие. Така да ако имате зголемен, како што рековте, тогаш не треба воопшто да ве загрижува. Тоа сигурно во растот и развојот ќе го надокнади, некогаш растат подеднакво, некогаш едното расте побрзо, другото споро расте. Тоа што поспоро расте е можно да е ова детенце кој има поголем хемоглобин. Така да тоа ви се еден вид баланс. А што е впрочем животот освен баланс на она што го внесуваме, она што го изнесуваме, еден мир и спокој и многу љубов. Така. Имаме уште еден гледач на линија да го слушнеме со прашањето. Добар ден. Добар ден. Повелете. До вас и до докторката. Благодарам. Јас имам проблем, значи вака проблем, ако можам така да го наречам. Имам 18-месечно детенце, машко детенце. Последните две контроли на крвната слика ни покажа зголемени, значи, еритроцити, хемоглобин и железото. Така. Дали имаме простор за паника, дали треба да проверуваме почесто, дали да се обратиме некаде кај некој друг поспецијалист, зборам, освен нашиот педијатар, или тоа е во ред? Ако Значи, што не сме примале никогаш никакви препарати за железо, не сме имале проблем со намалени хемоглобини. Ова е случај последните две контроли, пошто имавме така мала настинка и не пратија да провериме крвна слика, имавме 2 пати, значи, зголемени овие вредности. Така, дали сте од Скопје? Не од Тетово. Од Тетово сте, така. веќе по ова што ми го кажувате, 2-годишно дете со 2 пати последователни направени крвни слики, ако се направени во иста лабораторија, добро е да ја променат лабораторијата и да видиме дали тие вредности се, да речам, нивелирани, бидејќи кај нас лабораторијата на клиника е акредитирана и е важечка за од 0 до 6 месеци имаме едни вредности и нормално дека вредностите варираат во согласно со возраста на детето. Ако ова што го кажувате е точно, 2 пати направено и се зголемени и бројот на еритроцити, и количеството на хемоглобин, исто така и железото само во крв, сепак укажува дека ќе треба да направите субспецијалистички преглед на хематолошкиот оддел кај нас, бидејќи постојат одредени кондиции кои го даваат токму овие 3 вредности да бидат покачени. Не би дебатирала што е тоа, може да бидат одредени состојби кои се врзани генетски, а може да се состојби кои што се врзани со некои други кондиции, така да добро би било да се обратите на хематолошкото одделение кај нас и да го видат малку подетално нашите хематолози, да се направи една размаска, да се види на што се должи тоа зголемено количество. Обично е намалено, но во случајот кога е вака зголемено и сите овие 3 параметри, многу добро го кажа мајката, сепак бара малку по-длабока, да речам повеќе во длабочина да навлеземе околу тоа на што се должи ова кое што го става железото толку високо, не го исфрла, а при тоа и еритроцитите се зголемени и хемоглобинот внатре. Сепак имаме граничници на кои нели од до и горните граничници ако ги прескокнуваат и во случајот каде што е хипер, а не е хипо, треба да се испита. Јас би ви предложила контрола на хематолошкото одделение кај нас. Ке продолжиме со она што е хипо, односно намален хемоглобин и намалено железо. Колку често се случува децата кои што пијат кравио млеко пред првата година да имаат проблем со анемија? Се сеќавам, пак ќе кажам, јас обично кога ме прашувате вака добивам инспирација од моите професори. Сепак кравиото млеко е резервирано за нели малите, како се викаат на кравата, малите телиња. Ајде така, сепак она што го викаме адаптирано млеко или млекото кое што се прави по формула, која што е адаптирана за човек, односно за дете, односно за бебе или новороденче или доенче, сепак е тоа кое што ги содржи елементите кои што се важни во себе и кои што содржат одредено количество на калциум, на фосфор или на други елементи кои се важни за растот и развојот на детето. Она што кравето млеко би имало голема функција, тоа е после првата година,
До тогаш неговата толерантност, бидејќи има повеќе протеини во себе, зголемен калциум, може да влие сепак малку по, да речам, неприкладно за стомачето и независно, јас велам, цената е многу важна, некогаш некој можеби не може да си го дозволи тоа, но адаптираното млеко до година дена сепак ќе значи дека му давате живот и квалитет на животот за понатаму, да не создадеме брзо алергија, може да создаде алергија на кравио млеко, а алергијата на кравио млеко е нешто со кое што потоа справувањето е многу потешко и затоа подобро некогаш да се инвестира во таа прва година со овие адаптирани млека, ако не може да се дои детенцето, отколку да се даде кравио млеко кое може да направи и интолеранција на кравио млеко, кое често пати ја гледаме, че интолеранцијата на неговите протеини и при тоа да направиме алергиски тригер за понатамошни ерозии или други проблеми во стомачето. Доктор Софијанова, навистина ми беше драго што бевте наша гостинка. Сигурна сум и дека гледачите уживаа во ова издание, бидејќи навистина добија корисни совети и препораки поврзани со здравјето на нивното дете. Се гледаме повторно. Се гледаме повторно. Ви благодарам и вам, почитувани, што не следевте. Гледајте не секој работен ден во рамки на утринската на Телма. Пријатно.